Како што напомена колешката Фетаи, се работеше за навистина обемна предистражна постапка во која што беа преземени повеќе од 1000 процесни действија. Имено беа упатени повеќе од 570 покани за сведоци. Беа сослушани повеќе од 260 сведоци. Упатени се најмалку 230 барања до институции, правни лица и банки за обезбедување податоци и добивме одговори на таквите барања. Изготвени се службени белешки и анализи, како од финансиски карактер, така и од карактер кој што е од значење за предистражната постапка, и тоа 30 службени белешки анализи најмалку. Имаме најмалку 300 страници анализиран материјал. И она што беше најобемно и одзеде најголем дел од анализите, се 11.886 уплатници, кои што ни беа доставени од деловните банки. Самата наредба за спроведување на истражна постапка е испишана на повеќе од 100 страници и ве известувам во овој момент дека во текот на денешниот ден до судот ќе бидат поднесени 12 барања за изрекување на привремена мерка одземање на имот, односно обезбедување на имот за кој што постои основано сомнение дека произлегува од кривичното дело, кој што е проследен со финансиски анализи на готовинските уплати и финансиски анализи за тоа од каде доаѓаат паричните средства со кои што е купен ваквиот имот. Појаснуваме дека ќе биде побарано замрзнување на имотот за кој што поседуваме докази дека е предмет на кривично дело, не за целокупниот имот. Значи не бараме да се замрзне целокупниот имот кој што гласи на политичката партија, туку бараме само за оној имот за кој што обезбедивме директни докази дека тој имот е купен со средства кои што потекнуваат од кривично дело. Доказниот материјал, обемот е навистина голем, имаме повеќе од 30 класери писмена документација, а уште поголем е бројот на електронски докази, сметки и финансиски документи кои што ги поседуваме. Сега, други статистички податоци кои што може да бидат од предмет на интерес, а и кои што ќе дадат јасна слика за тоа зошто е земен целокупниот обем на готовински уплати во овој момент како износ кој што го сомничиме дека бил предмет на кривичното дело перење на пари, е следната табела, каде што по секоја година се прикажани износот на денари кој што е уплатен во готовина, износот колку тоа би изнесувало во евра, во колку денови во тековната година се извршени таквите уплати и колку е просечната уплата на евра во ден. Па така, доколку земеме дека во 2009 година уплати се вршени само во 12 дена, произлегува дека дневно биле уплаќани повеќе од 28.000 евра на име донации. Исто така, еве би ја зела како најмала година 2011, каде што уплатите биле во 22 дена и просекот е над 12.000 евра, а не е за занемарување и 2013 година и 2015 година, каде што просеците за готовински уплати надминуваат 30.000 евра дневно. Зборуваме за дневни просеци. Како симптоматична година за членарините ја издвоивме 2014 година, каде што уплатите на име членарини се извршени во 40 дена и произлегува дека во просек дневно биле уплаќани над 22.000 евра на име членарини. Сите овие показатели упатуваат на постоење на основано сомнение дека паричните средства не потекнуваат од лицата од кои што се уплатени, зашто и од страна на Советот на Европа издаден и прирачник за детектирање на незаконитости во финансирањето на политичките партии и токму ваквите статистички податоци се дадени како еден од примерите во кои што може да станува збор за нелегално финансирање на политичката партија. Се разбира, овие податоци се извлечени како продукт на анализите финансиски кои што беа направени на сметката на политичката партија, а воедно и на останатите финансиски документи кои што ги добивме, вклучително и уплатниците. За забележување е дека голем дел од уплатниците се пополнувани со исти ракопис, уплаќани се во интервал од 20 до 30 секунди во рамки на деловните банки, така што поседуваме и повеќе од доволно материјални докази дека на вистина во овој случај станува збор за кривично дело, односно постои основано сомнение дека станува збор за кривично дело перење на пари. Други статистички показатели кои што би сакале да ви ги приложиме се податоците за создадени обврски. Дел од осомничените лица се сомничат дека за партијата да може потоа да ги потроши финансиските средства, создавале, односно генерирале обврски во име на политичката партија, па така изготвивме приказ за тоа колку обврски се генерирани во текот на секоја година поединечно,
со наведување на износот и во денари и во евра, со тоа што имаме вкупно создадени обврски од 2009 до 2015 на износ поголем од 5 милиони евра, или доколку тоа се подели на дневна основа, произлегува дека дневно се создавале обврски за партијата од повеќе од 2000 евра. Она што е специфично за ова и што мора да го напоменеме дека ова се само дел од податоците за создадени обврски. Ги немаме комплетните податоци од сите правни лица, тоа ќе биде предмет на утврдување понатака во текот на истражната постапка, тоа е од една страна, и од друга страна што мора да се потенцира е дека не сите обврски за жал се надмирени, така што има голем број на обврски кои што не се намирени. Понатамошниот тек на истрагата ќе покаже во колкав обем не се намирени обврските и дали таквото нешто има и даночни импликации. Тоа се, да речам, статистичките податоци кои што предпоставувавме дека би биле предмет на интерес, со оглед дека секогаш се интересирате и за статистиката за случаите, така што може сега да преминеме на новинарски прашања. Повелете, има ли прашања? Повелете, само момент. Рековте дека ќе барате замрзнување на имот. Дали може да ни кажете конкретно за кој имот се работи? И спомнавте дека не се работи само за имот кој што го користела партијата, него и за други цели. Дали тоа може да појасните? Да, вака. Прво би започнала со тоа за кои цели утврдивме дека се користи имотот. Значи, во рамки на предистражната постапка успеавме да детектираме недвижен имот кој што е купен во име на политичката партија, меѓутоа не се користи за партиски цели. Тоа е лесно утврдливо, значи констатиравме дека на таквите имоти воопшто не се содржани никакви партиски обележја. Некаде имаме имоти кои што не се објекти, значи имаме и ситуација каде што имаме малтене пасишта или ниви, кои што очигледно е дека не се користат за целите на политичката партија. За кои цели се користат и кој има крајна корист од таквиот имот, ќе биде предмет на утврдување во рамки на истражната постапка. Сега прашавте за кој имот, како што кажав, се работи за поголем обем на имот. Значи, не би знаела во моментов статистички да ви кажам за точно колку недвижности ќе биде побарано замрзнување, меѓутоа тоа се 12 барања, во рамки на кои просек има сигурно по 3 имоти во едно барање, така што станува збор за поголем обем на недвижен имот, кој што се води на име на политичката партија, меѓутоа морам да нагласам дека ваквиот имот поседуваме докази дека е предмет на кривично дело, до судот се доставени и сите анализи од кои што јасно се гледа од кои пари е купен тој имот и како таквите финансиски средства представуваат предмет на кривично дело, за да може судот нормално да донесе одлука. Дали ќе се бара замрзнување на зградата на ВМРО која е предмет на истрага? Да. Повелете позади. Само момент. Дали се ВПК биде побарани за случаи Во овој момент, во другите предмети, не бараме мерки за обезбедување на имотот, што не значи дека во периодот кој што следи нема да има. Единствено во овој момент имам информација дека нема да биде побарано во овој момент. Се разбира, ако имаме промени, ќе ви известиме дополнително. Повелете? Обвинителке, рековте за истрагата за финансирањето на ВМРО ДПМН. Дали специјалното јавно обвинителство истражува и финансирање на други политички партии? Во овој момент не истражуваме финансирање на други политички партии. Причината е едноставна, тоа затоа што не сме наишле на разговор кој што упатува на незаконитости во финансирањето на другите политички партии. Се разбира, доколку најде таков разговор со кој што можеби ќе произлезат основи на сомнение за незаконско финансирање на политичките партии, без оглед на тоа за која политичка партија станува збор, со повеќе од големо задоволство би и ги испитувале и таквите случаи. Од телевизија 21, зошто досега СЈО истражува само случаеви во кои се осумничени луѓе од власта во заминување? Тоа веќе неколку пати го имаме појаснето. Значи, ние не двоиме за тоа кого истражуваме, односно за кого отвараме постапки, зависно од тоа на која политичка партија припаѓаат. Мора да знаете, и повеќе пати сме повториле, дека ние отвараме предмети само за она кој ќе го слушнеме како индиција во незаконски следените комуникации. Нашата надлежност е строго ограничена со законот и предвидува дека доколку имаме индиции во незаконски следените разговори кои што ги поседуваме за сторено кривично дело, без оглед од кого и да е сторено кривичното дело, ние сме должни да отвориме постапки. До сега
сите постапки кои што се отворени врз основа на тие податоци. Повелете? Адријан Одал, Сатем телевизија. Во врска со случајот Сопот, дали е вистина дека врз сведокот Рамадан Бајрами имаше закани преку СМС порака, дали може да се сретнеме, а кога проверивте, пораката е пратена од инспектор во СВР Куманово? Вака сега, детали за тоа што се е најдено во тој предмет и детали во насока на ова што вие ме прашувате, не сме во можност да соопштиме. Како што кажавме, прво би сакале релевантните податоци да ги споделиме со обвинителството кое што во моментов е надлежно или пак доколку одлучат да ни го предадат предметот, да ги презентираме прво пред судот како релевантна институција и надлежна, а потоа се разбира детали би споделиле и со јавноста, меѓутоа сметаме дека за таков тип на детали прво треба да бидат известени надлежните институции. Дали ќе настапите и за Монструм на ист начин како за Сопот, бидејќи сега ќе има јавна седница, веќе последната инстанца за Врховен суд треба да одлучува за Монструм? Тоа не е јасно и како што кажа специјалната обвинителка за случајот Монструм имаме ние предистражна постапка. Меѓутоа за наводите од таа предистражна постапка навистина не сме во можност да соопштиме затоа што не се дојдени до степен до кој што би предизвикал конкретни заклучоци како што беше случајот Сопот, за да може да ги изнесеме како финални резултати на таа предистражна постапка. Успеавте ли да влезете? Аз извинувам. Добро, повелете. Успеавте ли да влезете во Македонски Телеком и да направите претрес? Успеавме да воспоставиме соработка со Македонски Телеком. Македонски Телеком успеа, односно постапи по нашето барање за обезбедување на податоци. Предмет на анализа ќе бидат податоците што се обезбедени. Да, обезбедени се податоци кои што во моментот се разбира беа во можности, беа достапни, така што во иднина ќе ги анализираме и ќе соопштиме дополнително резултати, бидејќи во овој момент анализата на тоа што се е најдено и дали тоа ќе биде реално од корист за истрагата не е завршена. Имате ли, повелете, пантате му? Само момент. Најавивте 3 истраги. Ќе има ли мерки притвор барање за тие лица кои ги спомнавте да се осомничени во сите 3 истраги? Вака, мерки за обезбедување присуство на осомничените лица и обезбедување непречено водење на кривичната постапка нема да бидат побарани во овој момент, што не значи дека во иднина доколку дојде до промена на одредени околности нема да бараме. Точно е дека во изминатиот период ние бевме сведоци на влијание на сведоците, кои што во рамки на предметот Талир беше вршено и беше повеќе од очигледно, дури беше и медиумски покриено на кој начин се врши. Имаме податоци кои од нашите осомничени лица во тоа време тогаш го вршеа влијанието на сведоци, меѓутоа доколку се повтори таква некоја ситуација, се разбира дека веднаш ќе бидат побарани определување на мерка притвор како мерка за обезбедување на непречено водење на кривичната постапка пред се од аспект на влијанието на сведоци. За опасност од бегство ценевме дека во овој момент не постои, што не значи дека повторно потенцирам дека ако се променат околностите нема да пристапиме кон. Сега во моментов има притисоци. Молам? Во моментов има притисоци врз. Во моментов изминатите 2 недели сведоците кои што беа повикани се јавија уредно на поканата, не забележавме дека врз нив било вршено било каков притисок во насока на давање на исказ во со одредена содржина и конотација, така што ако забележиме било какво сомнително однесување на сведоците, се разбира дека ќе биде истражено влијанието и ќе бидат побарани мерки притвор. Обвинителке. Дали во овој дел кој зборувате за штета во делот изградба на платите е проширена и за имотна корист, слушавме во разговорите 5% и останати проекти. Дали тој дел се истражува и во правната? Тој дел се истражува, меѓутоа е во предистражна постапка со оглед дека многу е тешко доаѓањето до докази за таков тип на податоци. Дали дел од парите кои што се утврдени во истрагата за Талир доаѓаат од некои од фирмите на Сеат Кочани, дали има индиректна поврзаност помеѓу Талир и Труст, двата предмета? За тоа од каде доаѓаат парите, кои што како незаконски пари на крајот завршуваат во политичката партија, се води постапка и меѓутоа тоа ќе биде предмет на истражување во рамки на истрагата. Во овој момент ние имаме сериозни сомненија, меѓутоа основот на сомнение се уште не е и степенот на докази се уште не се на она ниво за да ние може точно да посочиме врски и релации со било кои правни лица и заради тоа во овој момент нема да се впуштиме во давање на коментари, иако имаме сериозни индиции се предмет на проверки, да се разбира. Дали има поврзаност меѓу двата предмета индиректно? Ќе видиме, ќе покаже истрагата дали се поврзани индиректно предметите Талир и Труст.
Во текот на денешниот ден во Врховниот суд се одржува седница поврзана со дозволувањето на користење на снимените разговори во рамките на судските постапки. Може да ни кажете каква одлука очекувате, колку ќе ви пречи, доколку биде забрането тоа за користење за нелегално прислушуваните материјали се забрана за користење во судски процеси. Тоа е една работа, и втора работа е, планирате ли да поднесете обвиненија, бидејќи актуелниот законски рок ви истекува, уште 1 месец има? Така, во однос на поднесувањето на обвиненија се разбира сите истраги кои што ќе ги завршиме, очекуваме да бидат поднесени обвиненија, и тоа за најголем дел од истрагите кои што ги имаме. Мала пречка ни создава тоа што дел од осомничените лица го одолговлекуваат моментот на давањето на иска, со барање на дополнителни денови за увид, одбивање да ги примат на ЦД доказите кои што ги имаме за нив обезбедено со цел да се смета дека увидот е завршен. Меѓутоа се надеваме имаме доволно време да тоа сето се искомплетира и да дадат иска, со што би можело да се затворат поголем дел од истражните постапки. Очекуваме дека за тие што ќе се затворат, откако ќе процениме дали тука има простор за поднесување на обвинение, ќе донесеме соодветни јавно-обвинителски одлуки. Тоа е во делот на прашањето за истрагите. Во делот на прашањето за Врховниот суд, очекуваме на седницата на Врховниот суд да биде земена во предвид праксата која што беше воспоставена од страна на апелациониот суд веќе во случајот Шпион, каде што беше јасно појаснета разликата помеѓу начинот на создавање на одредени докази и начинот на прибавување на одредени докази. Ова јавно обвинителство согласно Законот за кривична постапка законски ги прибави разговорите кои што потекнуваат од незаконското следење на комуникациите, а мотивите зошто некој се впуштил во такво масовно незаконско следење на комуникации и како се тие докази создадени се нешто сосем друго, кое што не би задирало во суштината на работата на ова јавно обвинителство. Исто така сакам да потенцирам дека очекуваме Врховниот суд доследно да ја примени праксата на Европскиот суд за човекови права, која што јасно става до знаење дека јавниот интерес е тој кој што има предимство пред сите приватни интереси, и дека доколку во одредени предмети во кривичната постапка тие индиции, односно тие податоци кои што произлегуваат од незаконски прибавените докази се потврдат со голем број на други материјални докази, тогаш не постои никаква пречка и незаконски стекнати докази да бидат употребени во постапката. Очекуваме дека постапувањето на Врховниот суд и одлуката на Врховниот суд ќе оди токму во оваа насока, бидејќи со тоа представува и доследно почитување на праксата на Европскиот суд за човекови права. Дали за случајот траекторија имате соработка со кинеските државни органи со оглед на тоа што станува збор за кинески кредити? Имаме воспоставено соработка и дел од документацијата која што ни беше потребна како еден мощно значаен допис кој што е испратен токму од кинеските власти, имаме обезбедено, така што сега еднаш не би рекла дека имаме позначајни проблеми. Се разбира, во иднина ќе треба таа соработка да се продлабочи и ќе видиме како ќе се одвива, иако не очекуваме дека ќе имаме пречки во таа соработка. Повелете, господин. Обвинителке, сакам да ве прашам за случајот траекторија. Ако добро разбрав, ако, например, се прифатила втората понуда, која воопшто не била разгледувана, од буџетот ќе се заштедело колку милиони евра? Сега вака, бројките ќе ви ги обезбедиме како статистички податоци. Околу 150... на крајот. Не би знаела точно сега вака во конверзија да ви кажам колку доаѓа, колку би дошло. Меѓутоа сепак поентата е тоа дека целокупната постапка за јавни набавки во тој случај е прекршена. Значи, сите правила се испревртени за да се добие, за да конкретен изведувач ја добие таа јавна набавка. Како што и претходно напоменав, мотивите за тоа се истражуваат и се уште немаме релевантни податоци. Ако кава е штетата на буџетот е утврдено врз основа на едно прелиминарно вештачење кое го имаме направено, ќе следат и дополнителни, се разбира доколку тоа е потребно вештачење, кои што можеби ќе дадат уште подетални податоци. Инаку беше таа, мислам дека 150.000 евра, ако не се лажам од она што беше милиони што беше наведено на слайдовите. Не ме земајте за збор за статистиката за овој предмет, пошто ги немам бројките пред мене. Да, и на потврда уште, ако може да одговорите ова повеќе за јавноста, дали прво осомниченото лице во траекторија и Талир е една иста личност, односно актуелниот претседател на ВМРО ДПМН? Да, прво осомниченото лице и во двата предмети е исто. Тоа е, ние би можеле да ви дадеме појаснувања за
идентитетот сме кажале, не би сакале во овој момент да ги даваме јавно податоците со имиња и презимиња, пред се заради пресумцијата на невиност која што овие лица ја уживаат, а во случајот Талир сметаме дека е значајно да се напомене дека функцијата која што ја вршеле останатите осомничени лица, пред се од аспект за тоа да се знае кои се лицата кои што и нанеле, односно ја искористиле на некој начин политичката партија за лични мотиви. Тука би ги вброиле генералните секретари во целиот овој период, лицата кои што биле овластени потписници на сметката, кои би можеле да го кажеме, директорите на Центарот за комуникација и така натаму. Повелете, прашање да се вратиме во случајот Сопот. Дали има вистински сторител што За Сопот ме прашувате? Да. Како што кажа колешката Фетај, тој дел кој на вистина го сторил кривичното дело, се уште е во предистражна постапка и не можеме да кажеме. На вистина немаме можност да ви соопштиме затоа што во тој дел се уште е тајна постапка. Ако е тоа Одлуката на апелација се извинувам за издвојувањето на доказите за насилство, дали има уште или нема се уште? Од она што ми е познато се уште немаме добиена одлука од апелациониот суд за издвоените докази, односно за нашата жалба по повод издвоените докази за насилството во општина Центар. Повелете? Обвинителки уште на крај, ако не се промени, односно укине членот од законот кој се однесува на функционирањето на вашата институција, до кога вие може да поднесувате обвиненија? Вака, она што е суштински и за кое што сакаме и апелираше и специјалната обвинителка и сакаме да го потенцираме, е реалната потреба за продолжување на рокот. Како што може да видите, ние направивме се што е можно во рамки на рокот да ги собереме доказите, да поднесеме обвиненија, меѓутоа ви презентирав еден мал дел од предистражната постапка на навистина голем предмет и сето тоа бара време, посебно финансиските истраги бараат време. Затоа и апелираме рокот да биде продолжен и навистина очекуваме како нешто што е од интерес на сите граѓани на Република Македонија рокот да биде продолжен. Нашиот мандат не завршува со 1 јули, тоа би го потенцирала, затоа што некој треба да ги обработи сите тие разговори кои што тука ги имаме. Тие разговори се разбира доколку дадат индици за нови кривични дела. Наша обврска како обвинители е тоа да не го занемариме. Секој обвинител мора да постапува доколку има нови кривични дела, меѓутоа се надеваме дека со цел да се избегнат правни заврзлами и дилеми, дека навистина ќе биде продолжен рокот на специјалното обвинителство и ќе го исполниме мандатот за кој што воопшто и беше формиран, а тоа е целосно расчистување на она што значи прислушкувањето во Република Македонија незаконското и што произлегува од сите тие разговори. Дали е тоа се? Ви благодарам на вниманието.